Со нас вечерва во Бекстејдж е еден од најпознатите модни фотографи на нашите простори, Стефан Соколовски или познат како Бетстеф. Конечно те фати во Македонија да можам да ти земам интервју. Како си денес? Одлично, супер, што туку завршив со едно снимање денеска, една нова кампања тука во Скопје и еве многу ми драго што ве гледам и дружбата со вас ми е секогаш интересна. Сега кога беше во Белград на социјалните мрежи те видовме во друштво со Николија. Кажи ни нешто повеќе за неја како личност. Можам да ви кажам ексклузивно дека спрема нов албум, ми пушти повеќето од сингловите и можам да кажам дека навистина се имаат потрудено и еве ексклузивно можам да најавам дека спрема дует он и нејзиниот сопруг Грелја, што мислам дека е многу интересно за публикава. Гледаме слики со Сенида, со Ана Николич. Ана Николич е една од поблиските другарки. Кажи ни каква е вашата дружба? Требаше сега да присуствува на мојот роден ден во Белград, но за жал нејзиниот партнер татко почина и не беше во ситуација да дојде. Можам да кажам дека Ана е некој лик кој сите заедно, јавните личности од Македонија и од Србија да се соберат заедно, нема да имаат хумор како нејзин. Значи таа може да расположи буквално од најлошо расположение, да те извади, да те подкрене, навистина е прав пријател и мислам дека има нешто што ти викам другите јавни личности од нашава сцена го немаат. Која е непознатата личност со која што имаш седено на маса? Упорно си видев дека нема да кажам оваа приказна на јавноста, но еве вие сте ми многу драги, така да можам да испофалам дека сега на последниот Paris Fashion Week бевме во друштво на Леонардо Ди Каприо. Една моја блиска пријателка од Србија, модел, таа се гледа со него. И искрено многу бев изненаден, бидејќи ми кажа као дојди до ресторанот, сакам да запознам со некој. И јас ни на крајот на паметот дека таа се гледа со Леонардо Ди Каприо. А има ли по 25 така? Да, 23. Да. Добре, се држи, добре. Знаеме сите, да, 23, но можам да кажам дека е прекрасна, многу амбициозна, во многу добра агенција во Париз. И сега не знам дали таа тоа вечно, но ете моментално ти викам си заедно. Многу беше нормален и ме праша дали, мислам пресмешно прашање, али наистина ме праша дали има Александър the Great е македонец или грк. Мислам бизарно за нас, но ете луѓето во светот, посебно американци, малку се игнорантни и не знаат баш што е вистината. Што му одговорите на тоа? Му кажав, it's bizarre to talk about politics, I'm all into arts, let's discuss it some other time. Добар одговор. Ете, те прашав за која е непознатата личност со која што си седел, а сега кој е непознатиот бренд? Други што може да ги споменам така од непознатите од светските супермодели, исто така Лена Перминова, сигурно сум дека од сите од повозрастни генерации ја знаат, така да не ја фотографирав, еден мој друг пријател Тарас, модел, кој ги сликано за Филип Лейн, сега се јавно заедно. Јас ги сликав за првиот coming out во јавноста кога се појавија. Исто така Мадалина Генеја, глумицата што ја глумеше улогата на Софија Лорен во House of Gucci филмот и уште неколку други супермодели кои луѓето во модната индустрија ги знаат, као Софија Райзинг и други многу останати. Како се однесува? Дали се приземни и скромни или има некој што ти оставил впечаток на ета така лош карактер? Последно во Милано во Four Seasons на доручек зад мене многу бе фрапиран кога ги видов беа Ана Винтур и Мучија Прада, собственичката на Прада и на Миу Миу. И тоа беше баш верно се пријателка од Охрид и велам таа не е во модниот свет, сега не може да идолувам што моментално се случува до нас. И велам ovo е како таен состанок помеѓу Путин и Доналд Трамп, значи едноставно ова не се случува секој ден, значи не може да го видиш ова. И денеска никој од модниот свет не знае зошто беа они заедно на тој доручек и што договараат. Така да Ана мислам дека дава таа енергија на многу ладна и личност гард. До сега си доста успешен во тоа што го работиш. Кои се твои планови за иднината? И можеш еве со прашањево да ни се надоврзеш, која е тајната на успехот, да бидеш млад и успешен? Моментално работам на два едиторијали кои едва да ги објавам. Тоа се едиторијалот од Милано што направи во јануари. Тоа беше во соработка со хотелот Принчипири Савоја, еден од најстарите хотели, најпознатите ексклузивни хотели во Милано. Спаѓаат под Дорчестер групација. Тоа фотосесија и сега слика во Загреб скоро исто, едиторијал со многу успешни млади дизајнери во Хрватска. Тоа беше во Арт Отелот. Така да на тие две фотосесии работам моментално, исто така на многу други клиенти.
Во иднинава спремам за една врска во Шпанија, потоа во Франција Назор на обала, Канскиот филмски фестивал, и потоа следуваат летни дестинации, исто пак Машката модна недела, тоа е во јуни, Милано и Париз. И потоа ќе видиме се уште спремам агендава за втора половина од годината и ќе чекам да ја споделам да видиме како ќе се развие тоа се.